Беше спомнато и името на компанијата. Минатата недела во емисијата Код на телевизија Телма беше емитувана сторија во која се обелодени дека додека траела судската постапка против Сеат Кочан во случајот на СЕО Труст. Трети лица стекнале право на дел од имотот на компанијата, иако тој прво беше замрзнат, а потоа и конфискуван од судот на барање на обвинителството. Двете пресуди кои ги откривме, и на Скопската, и на Гостиварската апелација, покажуваат дека и со конфискација имотот може да биде повлечен од извршители, без разлика што е стекнат со криминал, односно со кривично дело. Иако на прва целиот случај фрла сомнеш врз судството, нашиот обид да дознаеме како е можно да се раскрчмува имот кој во суштина треба да послужи за да се обештети државата, не донесе до изненадувачки заклучок. Имаме, за жал, дупка во законот. Но освен дупка во законот, има обвинувања за дупки во постапувањето кои може би помогнале, наместо кај државата, имотот на Трансмет да заврши кај други лица и фирми. На 28 февруари 2017 година СЈО објави дека отворило истрага наречена Труст. Прво осомничен е Сеат Кочан и неговата фирма Трансмет, заедно со уште две други лица и две фирми. Осомничени се дека лажирале документација за да добијат тендер од 17 милиони евра во РЕК Битола. На 22 март 2017 година СЈО поднесува предлог до Скопскиот кривичен суд за времена мерка за располагање со имотот на Трансмет. Судот првично бара да се дополни предлогот, за да на 17 април конечно да го одбие. На почетокот на мај, поточно меѓу 3 и 9 мај, Трансмет продава и успева да ја пренесе сопственоста за само неколку дена на дел од својот имот. Купуваче ТВ Нова, телевизија која беше во сопственост токму на Сеат Кочан, покажуваат документи во кои 360 степени имаше увид. Случајно или не, истиот ден кога ТВ Нова го завршила уписот во катастар на дел од имотот на Трансмет, СЈО бара, следниот ден судот одобрува забрана за отуѓување и располагање на недвижен и движен имот на Трансмет, како и секоја друга сопственост, имот или актива, материјални или нематеријални права и секој друг имот. На листата за замрзнување имотот префрлен на ТВ Нова, па државата не може да го запише товарот во катастар, бидејќи тој повеќе не е на име на Трансмет. Една недела подосна Сеат Кочан бара да се брани од слобода и нуди имот како гаранција. Имотот што го нуди е токму оној што, случајно или не, успева да го префрли од Трансмет на ТВ Нова во деновите пред СЈО да побара негово замрзнување. Еден месец подоцна, судот го прифаќа барањето. На крајот на јуни 2017 година специјалното јавно обвинителство поднесе 17 обвиненија до Скопскиот кривичен суд, меѓу нив и за случајот Труст. Една година подоцна, Сеат Кочан е осуден на 6 години затвор во прв степен. Во пресудата пишува и дека се конфискува имотната корист прибавена со извршувањето на кривичното дело во износ од 1 милиарда и 60 милиони денари. И потоа се цитира целиот имот кој бил замрзнат со решенијата уште пред стартот на судската постапка. До тука се чини логично. Компанија направила криминални дејствија и се офајдила од нив, па сега имотот е пред конфискација за да се надомести штетата. Ама, како што открија колегите од КОД во периодот октомври-ноември 2018 година, односно неколку месеци по изрекувањето на првостепената пресуда, Трансмет на Сеат Кочан постигнува спогодба со Пуцко Петрол за наплата на парично побарување од околу 1,6 милиони евра. Спогодбата предвидува, ако Трансмет не плати во предвидениот рок, тогаш Пуцко Петрол може присилно да изврши наплатата од сите сметки во сите банки и од целокупниот недвижен и движен имот на должникот. Пуцко Петрол ја користи можноста и подоцна преку извршител, бара и добива извршување преку продажба на недвижен имот на Трансмет. Продажбата се врши во период кога имотот е веќе конфискуван од државата. Според Дарко Аврамовски, правен истражувач во коалицијата Сите за правишно судење, сето ова било возможно поради дупка во Законот за кривичната постапка. Членот 202 став 8 од Законот за кривичната постапка кој вели дека мерките за привремено одземање на имот заради обезбедување можат да траат најмногу до завршување на првостепената постапка, што остава еден вакуум од првостепената пресуда до правосилната пресуда во предметот, каде овие мерки за обезбедување на имотот фактички не важат. Со други зборови, за конфискацијата да стане правосилна потребна е правосилна судска одлука, што значи одлука од апелационен суд. А мерката за замрзнување на имот не смее да трае подолго од пресуда на основен суд. Тоа значи дека во времето од првостепената до второстепената пресуда
имотот и не е баш замрзнат. За разлика од актуелниот, во стариот закон за кривичната постапка ја немал оваа дупка. До 2010 година важал членот 220 кој гласел: мерките за привремено обезбедување на предмети, имот или средства можат да траат до завршување на постапката. Со или без дупка во законот останува големото прашање. Кој е крив што државата не може да си наплати 17 милиони евра од Трансмет, иако целта првично на замрзнувањето, а потоа и на конфискацијата, била токму таа. И уште поважно, се отвара прашањето дали ова формулата по која може да се изманипулира било која идна конфискација на штета на државата. Иако не е странка во Труст, институцијата која алармирала на проблемите со конфискацијата на имотот на Трансмет е Државното правобранителство. Адвокатот на државата веќе во првата половина на 2021 година почнува да праќа дописи до повеќе институции. Обвинителството, Судскиот совет, Министерство, Антикорупцијска, па и до премиерот. Освен дописи кои резултирале со средби на кои сепак не е најдено решение, државниот правобранител тужел за извршувањата пред Основен граѓански суд Скопје. Тужбите биле одбиени, а дел од образложението е дека долговите кои биле ставени како товар на имотот на Трансмет, како во примерот со Пуцко Петрол, се направени пред конфискацијата да стане правосилна. Пресудата на Основен суд Скопје 1 од 20 јули 2018 година, со која недвижниот и подвижен имот, собственост на должникот Трансмет, се конфискува, одзема од Агенцијата за управување со одземен имот, е правосилна на ден 11 март 2019 година и извршна на 15 јули 2019 година, односно по издавањето на налогот за извршување врз недвижност на 14 ноември 2018 година. Од кореспонденцијата на државниот правобранител со институциите која добивме по законот за пристап до информација од јавен карактер, може да се види и дека институцијата гледа пропусти во постапувањето на државните органи, особено обвинителството. Во еден од дописите пишува: Државниот правобранител смета дека треба да бидете известени за какви се действија се преземаат поради пропусти на државните институции, со што се оштетува државата, а се во насока на заштита на имотните права и интереси на Република Македонија. Формално пак, на нашето барање за став на неколку прашања, државниот правобранител одговори дека тие не се орган кој утврдува вина, но иако не биле странка во постапката, се вклучиле во процесот за да ги заштитат правата на државата. Државното правобранителство освен што укажа во конкретните предмети на сите спорни моменти на релевантните институции, предложи преземање на итни мерки од нивна страна во делот на нивните надлежности. Истовремено, поднесе соодветни тужби пред граѓанските судови, со кои се преземени мерки и активности за заштита на имотните права и интереси на државата, а кои се непосредно поврзани со конфискацијата. Како фискот ќе имаат овие постапки, останува да видиме. Наследник на случаите на СЈО е редовното јавно обвинителство. Неофицијално дел од поранешните обвинители на СЈО брифираа дека проблемот во конфискацијата е дупката во законот за кривичната постапка. Но на официјалните прашања до јавното обвинителство на Република Северна Македонија добивме одговор од обвинителството за гонење на организиран криминал. И тоа дека се води постапка за случајот. Постапувајќи по известувањето на државното правобранителство, предметниот обвинител постапува согласно своите надлежности во однос на пријавените настани во насока на утврдување на вина од кривично правен аспект. Како и во секој предмет, така и во овој случај, во интерес на обвинителството е да открие, да докаже постоење на кривично дело и да ги гони сторителите на кривичните дела. Сепак, за конкретниот случај за Трансмет од обвинителството кое го води Вилма Русковска дополнуваат дека нивна работа е да лоцираат, да побараат замрзнување и евентуална конфискација на имот при судска постапка. Не и да постапуваат со конфискуваниот имот, односно да го штитат откако тој преминал во раце на државата, што било работа на Агенцијата за управување со одземен имот и Државното правобранителство. Сепак, законот за кривичната постапка нуди еден потенцијален излез кој засега никој не го употребува. Во членот 541 став 5 се вели дека правните дела склучени по извршувањето на кривичното дело, а со намера да се намали вредноста на имотот што е предмет на конфискација, се неважечки. Со други зборови, постои можност да се оспорат сите хипотеки и спогодби пред извршители и тоа не само оние направени за време на судскиот процес, туку и порано. Проблемот во овој член е што тешко се докажува.
Во таа насока е многу тешко да се утврди кое од тие дејства кои се преземени се во насока намерно да се намали имотот со цел да се избегне конфискацијата. Вториот предизвик во однос на овој член би било учеството на третите лица кои со добра волја имаат некакви права на имотот кој е предмет на конфискација. Македонија до сега веќе има изгубено неколку случаи пред Европскиот суд за човекови права, токму поради тоа што третите лица не биле повикани во ваквите постапки и не им била дадена можноста да се изјаснат по однос на сопственоста и одземањето на имотот. 360 степени консултираше и други институции освен споменатите за оваа сторија, но од нив не добивме објаснување. Како на имот кој требало да биде замрзнат, се впишувале нови долгови и тоа за време на судска постапка. Одговори за сега не добивме, но ќе продолжиме да ги бараме.